наредниве минути уште една многу убава тема за која што ќе говориме со две млади убави дами кои што ни пристигнаа веќе во студиото 3 на Македонската телевизија. Уште некои 8 дена има до старт на најновото 4-то поред издание на фестивалот на инклузија. За тоа каква ќе биде програмата и што ќе се случува дознавме минатата недела кога ни гостуваше во Македонија наутро Гере Трипков од Сдруженијето Equality, а во контекст на тоа кој тим работи на целата оваа приказна ќе разговараме денеска. Да, она што денеска го ставаме во фокусот е токму тимот. Добро утро за Ружица Стојановска од Сдруженијето Equality и за Ема Ананиевска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Од 11 до 15 јуни на 4 локации со богата програма за која говоревме минатата недела. До каде се подготовките? Оваа година имаме многу пообемно издание, тоа го разговаравме и со Гере минатата недела. Така, да. Пред се добро утро за вас и за сите ваши гледачи. Да, оваа година имаме пообемно издание. Оваа година имаме едно навистина поинакво издание од се претходно што сме го имале. Подготовките се пред самиот крај. Ги спремаме сите финални детали во однос на сите фестивалски активности. Навистина е во рамки на тимот доста енергично. А оваа година, како што кажавме, пообемно издание, пред се го славиме и нашето ново име Infusion. Го славиме и тоа што имаме и поинаква програма. Оваа година веќе имаме и 5 различни тематски денови. Секако во рамки на тие тематски денови голем број на активности во кои што различни генерации можат да се вклучат. Значи се обидовме оваа година да ги опфатиме сите, од најмала возраст до и оние повозрастните кои што можеби некогаш и ги подзабораваме малку. Така што мислиме дека оваа година ќе има навистина содржини за сите, имаме различни активности, работилници, музика, представи и се она што во што би можеле сите заедно да се вклучиме и сите да подеднакво да уживаме. Од она што го знам, Ружица, 3-та година сте дел од фестивалот. Како започна целата оваа приказна, од каде вие во тимот на Гере? Така, да, 3-та година, морам да признам дека сум наистина пресрекна што веќе 3-та година сум дел од тој наш весел тим. Приказната започна со тоа што сплет на околности и наши блиски луѓе не поврзаа со Гере, некако не планирано потполно. И се запознавме и го споделивме она што го работиме. Јас во тој момент бев веќе вклучена во областа на работа со лица со попреченост како образовен асистент. Меѓутоа, работата во системот некако одеше против моите човечки вредности кои длабоко во себе ги носам. Некако имав чувство на врзани раце и сметав дека штом не можам да направам некаква промена, не треба да бидам оној кој што одмага во ситуацијата. Па така некако животот ме однесе до Гере и се запознавме. И мислам дека некако на некој чуден начин ни се поклопија енергиите. И од тој момент, па еве 3 години подоцна, се уште сме заедно, рамо до рамо, работиме заедно, се трудиме секојдневно заедно и искрено морам да признам дека ми е и чест што сум дел од неговиот тим, затоа што навистина секојдневно учам безброј нови работи кои што и мене како човек ме прават подобра личност. Колку ваков тип на настани ни помага да ги рушиме бариерите и зидовите помеѓу нас? Па, ако нешто можам со сигурност да потврдам, тоа е дефинитивно тоа, дека навистина ни помага. Со тоа што она што е најважно е во целиот тој процес да бидеме истрајни и да бидеме упорни. Затоа што настани како нашиот или слични на нашиот имало и предходно, меѓутоа се е тоа со некој краток рок. А она што можам да кажам и нас не издвојува е тоа што секојдневно се бориме и дури правиме грешки, што е многу нормално, меѓутоа и на тие грешки учиме и стануваме се подобри секоја година, што го докажува и фактот што од еднодневен настан пред 4 години сега се претворивме во сериозен фестивал кој што има да понуди секакви содржини. И она што исто така најважно и на што ние секојдневно се трудиме да му посветиме внимание е да наизменично да ја подигаме свеста и кај лицата со попреченост, меѓутоа и кај целата околина, а особено кај младите, затоа што мислам дека, еве зборувам и во моје име како млада личност, мислам дека малку сме отуѓени во последно време и мислам дека ни треба малку повеќе поттик да
пробуваме во различни работи да се вклучуваме за да можеме да видиме што всушност се ни нуди општеството и да можеме да се отвориме кон нови различни искуства, па затоа и самата програма е повеќе свртена кон младите. И сите работилници ги вклучуваат младите, а и самата музичка програма ни е насочена кон млади бендови, млади артисти кои што и самите ќе можат преку нашиот фестивал повеќе да се испромовираат и себе си, а и секако и македонската музика. Особено ми е драго што во целата оваа приказна најмногу гласот и го креваат нашите сограѓани со попречености кои што се вклучени во организација на сево ова. Има вашата приказна е навистина инспиративна и верувам путик за сите наши граѓани со некако вид попречено за тоа колку борбата за себе е клучна генерално во добивањето на животните битки. Сплет на животни околности и оштетувањето на видот по раѓањето генерално го минува и вашиот, но и животот на вашите родители. Како изгледа растењето на едно дете со оштетен вид во Македонија? Па, растењето, мислам дека на секое дете веќе генерално, ама еве на едно дете со оштетен вид во општество не е баш едноставно. Од една страна, тука е поддршката од родителите која што нормално сум ја имала секогаш, која што ги олеснува многу работите, меѓутоа од друга страна ги има и децата кои што се нели на иста возраст како и јас, додека сум мало дете, кои што не се доволно едуцирани, со кои што не се разговарало на овие теми, затоа што и нивните родители немале контакт со луѓе со попреченост и едноставно деца како деца, нели не знаат како да се однесуваат, па поставуваат многу прашања, дел од тие прашања сметаат во тој период на растање, на самосозревање, на додека јас самата себе си не сум се прифатила се уште целосно, колку и да сите тие коментари не се злонамерни, во одредени периоди влијаат навистина многу тешко психолошки. Што во процесот на растење ви беше најголем предизвик? Што ве тиштеше, што радуваш? Па најголем предизвик ми беше менување на средина, искрено, затоа што во кругот каде што јас растев ми беше супер со сите тие луѓе кои што ме познаваат, со кои што се осеќам сигурно, ми беше една комфорт зона која што нели е супер. Меѓутоа, кога менувањето на средина ми беше навистина стресно, што можам да кажам и денес дека ми е, меѓутоа, нели, веќе сум возрасна и знам како да се носам со сето тоа. Меѓутоа, во тие периоди, особено во пубертет, многу ми беше тешко запознавањето со нови луѓе, па како ќе ме прифатат, па нормално секогаш првиот момент е шок за нив, па не знаат како да настапат, што да ме прашаат, што смеат, што не смеат да ме прашаат, и тоа дава еден така предизвикувачки момент во целиот процес, што е така доста стресен. Оние кои што ве знаат, верувам многумина ве знаат по пијаното, кога ќе се спомене пијаното, многу често го врзуваат со вашето име и презиме. Оно што ми е фасцинантно што ниту вие, ниту вашите родители не се откажавте ниту од борбата, ниту од образовниот процес, ниту во вложувањето во вас, и тоа еве години подоцна се гледа дека се исплатеше. Кога станува збор за лицата со попречености, кај нас имаме сериозни предизвици, особено во образовниот процес. Што вам ви беше најголем предизвик во сите тие години? Па мене најголем предизвик во образовниот процес конкретно ми беше, и тој предизвик продолжува да биде и уште предизвик, меѓутоа има некаков обид за нешто да се помрдне од мртва точка, меѓутоа недостапноста на материјали ми беше најголемиот предизвик и кадарот на наставнички кој што генерално со чест на исклучоци навистина се трудеше да даде максимум од себе, меѓутоа немаше никаква системска поддршка и не можеше да ми посвети онолку внимание колку што
би требало да ми посвети. Така што и најголем предизвик беше тоа што секогаш материјалите кои што требаше да се учат, мораше некој да бидам зависна од некој, односно моите родители да ми ги читаат, па јас дополнително после така да ги учам, затоа што немав никаква достапна литература, нити на Брајлово писмо, нити во електронски формат или аудио формат, така што тоа навистина беше проблем. Како е сега, Ема? Каков е твојот впечаток? Колку и граѓаните прифаќаат и поддржуваат инклузија? Во кој сегмент ни е потребно унапредување? Па потребно ни е напредување во секој сегмент, меѓутоа еве ќе го спомнеме образованието кое што го зборувавме до сега, меѓутоа сметам дека еве во образованието има некакви обиди кои што се далеко од тоа што треба да биде, меѓутоа мислам дека има поголема свесност. Онамо кај што мене ме загрижува што нема баш некои особени промени и некако многу тешко оди тоа е во однос на пристапност. Во однос на движењето низ град. Кога сме кај движењето, се извинувам што ве прекинувам, како изгледа вашето секојдневие? Предпоставувам дека сте подвижни во текот на денот, имате обврски. Како ги извршувате? Па мора да бидам со некој кој што ќе ме однесе од точка А до точка Б, затоа што е невозможно во овој град да се движам сама. Јас бев на обука во Загреб за ориентација во простор пред 6 години, 5-6, не знам сега више точно, каде што прво ми беше многу стресен моментот, затоа што растам во еден сообраќаен и општествен хаос генерално и мислев дека нема да можам да се снајдам во град кој што не го познавам. Сум била 2 пати на 2 дена, не го познавам тој град. Меѓутоа јас таму, бидејќи инструкторите кои што ја држаа обуката ме остава и сама да се движам, па ќе ми кажа сега одиме натаму, сега одиме наваму, ќе ми ја кажа патеката, јас сама се движев по улици, јас таму се осеќав 10 пати побезбедно во град кој што не го познавам отколку во Скопје. Така. За предизвиците, да се свири пијано, да кажем уште за тоа, се консултиравме со Кристина, па ќе се вратиме повторно на фестивалот. Ајде да одговориме во овој сегмент од разговорот за тоа. Предизвик, стрес, релаксација. Да, релаксација е сигурно, да, меѓутоа, нели, имајќи предвид, кажавме и на почеток, во какво општество живееме, сепак сигурно, освен релаксација, е голем предизвик. Ајде малку околу таа приказ. Па, знаете како, релаксација, но како и секоја професија е и многу стресно. Нас така што не свириме пијано, не изгледа дека вие сите што се свирите пијано, барем имате таа привилегија да си се опуштите додека тоа го правите. Па и нас да не опуштите. И нас да не опуштите, да. Супер ви е тоа, ама да седнете да вежбате, па да видите како е. Како изгледа тој процес? Па тој процес, пак можам да кажам дека единствената тешкотија од секој еден останат кој што е музичар ми беше системскиот проблем, односно недостапноста на материјали. Сето друго не ме разликуваше ништо и не ме разликува ништо од останатите мои колеги, затоа што процесот на вежбање е ист, процесот на учење на партитура е ист, со тоа што кај мене е отежнат тој процес на читање на партитура. Што ви го олеснува? Конкретно додека учев, ми го олеснува моите професорки. Тоа се професорката Маја Поповиќ, која што беше со мене од 1 година ниже до 4 година средно и потоа 4 години на факултет мојата професорка Рита Поповиќ, кои што навистина беа целосно посветени и многу ми помагаа во целиот тој процес, меѓутоа дојдовме во ситуација кога завршив средно да мораме да плаќаме дополнителни приватни часови, затоа што кај мене процесот на читање на партитура е потежок, бидејќи не ја гледам партитурата, јас треба во исто време 3 работи кои што генерално колегите си ги делат, да кажам. Значи, они, например, прво ја читаат партитурата да видат што се случува во неа, па потоа ја работат. Секако ја почнуваат да ја свират, па во меѓувреме ја паметат, пак што заборавиле можат да се потсетат.
кај мене тоа беше се во едно. Значи треба и да прочитам и да ја научам на памет и музички да спремам и тоа све да се случи во еден потек. Така што тоа беше предизвикувачкиот момент кој што можам да кажам и покрај тоа што ми беше потежок од останатите. Ми е многу драго што го поминав сето тоа, затоа што јас секогаш рамо uz рамо излегував со сите останати колеги на сцена, без никакви, не знам, нешто мене да ми се попушта или да ми се дава плюс. Едноставно, колку сум заслужила, толку и сум добивала оцени на испит. Така да. Ружица, завршуваме со фестивалот. Овој фестивал создаде и трајно пријателство меѓу вас. Вие не се познававте, но по него сте веќе добри пријателки. Мислам, ова како и за констатации за двете. Така, да. Тоа е исто уште една интересна приказна, затоа што она што е како бонус во работата во Сдружение Equality е тоа што стекнувате навистина вистински искрени пријателства, кои што верувам дека и Ема ќе се сложи со мене, ќе траат целиот живот. Така. И едно од нив е и ова нашето. Некако од секогаш кога зборувам на некого која е Ема, кој што не ја познава, првата реченица која што ја кажуваме е Ема е првата личност која што ја запознав кога се вклучи во Сдруженијето. И навистина беше така. Таа беше првиот човек покрај Гере секако што го запознав. И некако од првиот момент си кликнавме, некако се поврзавме и ни се поклопија енергиите, мислам дека. И од тогаш, другарки сме веќе 3 години. Нека трае. Се надевам и верувам дека ќе трае, така што јас сум навистина благодарна за тоа искуство. И дефинитивно и Ема е еден од луѓето од кои што многу учам секојдневно, така што Двонасочна улица е, да. Кажавме на крај нема да зборуваме за програмата, бидејќи тоа го правевме минатата недела, но морам само да потпрашам, слушнав нешто за инклузивен стендап, па имаме ли некаква потврда дека ќе го видиме на фестивалот? За тоа Гире Патем ништо не ни спомена. Не, нема да биде на фестивалот. Сега, сепак треба време за да се подготви. Да. Меѓутоа, да, тоа е нешто што се подготвува и добро, ја има идејата, тоа значи дека ќе биде. Ако не на секако. фестивалот ќе биде. Да си запишеме уште едно гостување тогаш, кога ќе биде точно. И се надевам се гледаме на фестивал. Секако дека се гледаме, ви благодариме многу за гостувањето во Македонија наутро. Ние се гледаме од терен за да видиме како се реализира. Благодарам, мои дами. Ви благодарам. Одиме во